Добре дојде во студио за моите гости, Уранија Пировска, директорка на Хелсиншки комитет, активистка, и Дороти Пачкова, исто така активистка. Двете сте борци за човекови права, за женски права. Вие сте и самохрана мајка, освен тоа и токму и се борите освен за женските права и за правата на самохраните мајки. Ова е изборот за 8 март, за жени на годината, Пировска, Пачкова, но позади мене во кадар можете да ги видите и останатите жени кои сметам дека треба да се прогласат за жени на годината, од СЈО Катица Јанева, Фатиме Фетај, Ленче Ристовска, мојата колешка Менче Точи, новинар на Нова, Мерсиха Смаиловиќ, активистка, и мајката на починатото девојче Тамара. Улогата, местото на жената во македонското општество е ужасна, да е понижувана, таа мора да биде покорна, мора ли да биде покорна е прашањето, така и е наметната таа улога, но затоа тука се борците за човекови права, за женски права. Вие како прв човек на Хелсиншкиот комитет на Македонија имате низ овие години, токму заради тоа сте ми традиционално на листата човек на годината во борбата за човекови права. Кои се активностите на Хелсиншки комитет кој ги планира оваа година токму во таа борба? Женски права, човекови права. Јас од минатата година малце повеќе се ангажирав со правата на текстилните работнички. Во соработка со Филип Јовановски и со Гласно од Штип имав прилика во неколку наврати да се сретнам со текстилните работнички, да дебатирам со нив, да им укажам кои се нивните права и да ги мотивирам да поднесуваат представки кај нас кога сметаат дека им се повредени правата. Тоа го прават ли, поднесуваат ли представки? Од тогаш до денес се чувствува напредокот. Во месеците после тие дебати, тие во неколку наврати штрајкуваа. Последен пат јас кога бев непосредно пред 23 октомври, кога и пред медиумите апелирав до нивните работодавци да им го возможат правото на неработен ден. Со оглед на тоа дека е општо познато дека тие работат и прекумерно, работат за празници, меѓутоа не ги добиваат оние надоместоци кои што се предвидени со закон. Од што се плашат? Од шефовите, од собствениците, од институциите? Она што можев да го забележам, знаете, тоа е во тие краишта и традиција. Тоа се пренесува од мајка на ќерка, се пренесува и оној покорен став во однос на мажот во семејството. Многу од нив се плашат да било што направат, бидејќи тие се и да речам основните провајдери во семејството. Не смеат од своите мажи да го направат тоа, плашејќи се од реперкусиите. Вие знаете дека таму има и семејно насилство. Значи се плашат едноставно за својата гола екзистенција. Она што ние сакавме на нив да им го предучиме дека не е дека само тие зависат од своите работодавци. Напротив, работодавците зависат од нив. Бројот на текстилни работнички во годините се повеќе и повеќе се намалува. Значи, доколку се случи сите работнички да го напуштат погонот и да штрајкуваат, работодавецот е тој кој што ќе трпи последици, ќе има намален профит. Едноставно сакавме да им кажеме дека се тие што треба да диктираат на некој начин и да се борат за подобри услови, да се борат за поголеми плати и да се борат едноставно за не се соочуваат само со повреда на работните односи, се соочуваат со еден мощен нехуман, потценувачки однос од своите работодавци, па и шефови и шефици, кои што се исто така жени. Многу од нив се соочуваат понекогаш и со сексуални злоупотреби. Секако тоа не го пријавуваат од срам, страф, од околината. Но тука сте вие за да ги охрабрите. Тоа сега ќе продолжи и уште поинтензивно. Јас ќе имам средби со нив и повеќе ќе работам со нив и на нивните права. Да. Што значи да се биде самохрана мајка, Дороти Пачкова? Таа улога на жената во македонското општество е особено незавидна, таа е понижувана секојдневно. Вие во тој поглед сте сушност победник заради тоа што се борите за нивните права, за вашите и нивните права. Со оглед на тоа дека жената воопшто на светско ниво е граѓанка од втор ред, ситуацијата е уште понеповолна овде кај нас во Македонија за жените. Пострашна е состојбата и кај самохраните мајки.
Овој вид на семејства имаат специфична семена конструкција, па според тоа си побавруваат да имаат и специфични услови, специфични законски рамки каде ќе можат да растат и да се развиваат членовите на овие семејства нормално. Во нашата земја не постои ништо слично и оваа наша Македонија е едно игнорантно општество за овој вид на семејства. Затоа ние се собираме и основаме едно здружение за еднородителски семејства. Тоа е здруженијето Една може и многу ми е драго што денеска можам да зборувам од тоа име. Да. Добро. Кои се активностите кои ги планирате оваа година? Имате ли средби во вашата агенда? Планирате ли средби со институциите, со првите луѓе на тие институции, кои се надлежни, социјала и труд и останати институции? Да. Основното кое ние го правиме е моментот дека ги освестуваме самохраните мајки пред се и самохраните татковци, ги освестуваме за правата кои ги имаат, кои треба да ги имаат, а ги немаат во оваа земја. Кои се тие права на кои ставате акцент? Со оглед на податоците кои ги имаме од истражувања за земјите во Југоисточна Европа, има различни видови на социјални бенефиции за овој вид на семејства. Или ако не сме во состојба да нудиме бенефиции, тогаш сме во состојба да правиме некои даночни ослободувања. Да имаме, например, приоритетно вработување за возрастните членови од овие семејства, да имаме приоритетно запишување на децата во градинките. Милион мали нешта кои можеме даночни ослободувања да направиме за овој вид на семејства како би им ги олесниле целокупната положба. Да имаме флексибилно работно време. Тоа го нема, не постои ништо слично. Не постои, например, посебна социјална мерка за овој вид на семејства, ниту за жените, ниту пак за децата. Препуштени се сами на себе, но затоа колку е поголем притисокот, толку е поголем и нашиот отпор на оние кои сме свесни. Затоа ние сме тие кои ги мотивираме жените да пишуваме, да правиме притисок кон државните институции да одговорат на нашите потреби. Ако е ова демократска земја, тогаш нека биде демократска за секоја една од нас. Да. Ајде околу статистиките што велат смртност на доенчиња, но и на родилки. Македонија е на прво место на европската листа. 229 доенчиња починале минатата година, во просекот е 6 починати во Европа на 1000 жители, кај нас бројката е многу поголема, 2 пати. Мислам 8,9 на тоа мислам 2 пати. Кога се станува збор за смртта на родилките, исто така тоа се ужасни статистики. Има ли можност за кривични пријави за оние кои се починители всушност на ова злословство? Мислите на несоодветна нега и грижа во здравствените установи? Апсолутно да. Има можност за кривични пријави, случајот на Тамара, еклатантен случај за негрижата на институциите кога станува збор за здравствените услуги. Ние имавме кривична пријава, ни беше одбиена. Ние сега во моментов спремаме и апликација до Страсбург за случајот на Тамара. Со оглед на тоа дека тој случај сметаме дека покажува системски пропусти кои што директно влијаат на квалитетот на живот на граѓаните. Да не заборавиме дека многу од родилките, особено од некои маргинализирани заедници, пороѓаат го доживуваат и во домашни услови. Неретко се случува да го пороѓаат да го изведат сами, со нестручна помош, а истото се однесува и на абортусот. Политиките со кои што поранешната сега власт на некој начин манипулираше со ниските страсти на граѓаните, беше и темата на абортусот. Да не заборавиме дека токму тој закон, рестриктивен закон, ги зголеми броевите на случаи на прекин на бременоста надвор од здравствена установа. Значи, ние треба малце подалеку да гледаме. Скопје е сепак град каде што граѓаните добиваат повеќе информации. Сите ние сме повеќе едноставно достапни да им помогнеме, па и оние кои што се маргинализирани групи. Меѓутоа, надвор од Скопје, во руралните средини, во средините каде што луѓето имаат навистина лимитирани информации за тоа каде може да се обратат, ситуацијата е многу полоша. Ние се уште имаме детски бракови со договор, тема која што години наназад е табу тема.
Ние се уште имаме инцестуозни случаи. Сето тоа е нешто за што е потребна една помасовна акција. Излегување надвор, едукација, излегување надвор од Скопје, работење буквално на локално ниво со најранливите, со оние кои што навистина не знаат кои им се нивните права. Особено тоа станува збор за жените ромки, бидејќи тие се двојно дискриминирани. Еве, денеска вие објавивте, мислам, 35 општини немаат гинеколошки ординации. Знаете ли колку години организациите на жените и сите ние се бориме за гинеколошка ординација во Шутка? Барање кое што до денес се уште не е имплементирано, нема едноставно, не е ставено. Точно така. Да. Ајде околу стигмата и понижувањето за кој вие говоревте на социјалните мрежи, особено на Facebook, на самохраните мајки. Како се доживуваат самохраните мајки во оваа земја? Мислам дека пред месец или неполни 2 месеци имавме можност да видиме дека имаше цела бура од бранување на социјалните медиуми во однос на тоа како се доживуваат самохраните мајки. Самохраните мајки заклучивме, мислам дека мнозинството заклучи дека самохраните мајки се канцерот на ова општество и се оние нечистите жени. Мислам дека тоа беше реакција на нашите бранувања кои ги направивме претходно, со тоа што се осудивме и се дрзнавме, како што многу мина ни кажуваат, да излеземе во јавност и јавно да говориме гласно за она кое секојдневно го трпиме. До сега било премолчувано, а сега сето она кое сме го молчали и криеле, поради наметнатата грижа на совест, поради наметнатата вина и срам од општеството, сега излегуваме и го зборуваме јавно, па така испливуваат сите нечисти нешта со кои се соочува секоја една самохрана мајка, без разлика дали од Скопје или од некоја помала... Особено од помалите градови, да. Особено од помалите градови, да, меѓутоа исто така се случува и во многу урбани заедници да бидат осудувани и омаловажувани самохраните мајки. Она кое ние го правиме е детабуизираме. Излегуваме дали сме канцер на општеството и имаме најпроста дебата. Дали сме канцер на општеството или не сме. Се што е генерализација во глобала е неточно. Значи секоја жена има право да биде она кое сака да биде, да гради безброј идентитети или еден или два, колку таа сака самата да има. Она кое го зборуваме многу често со нашите членки тоа дека имаат право на слободен избор и имаат право да бидат онакви какви што се најсреќни. Да се освестуваме сите луѓе. Сите понекогаш грешиме и влегуваме во механизмите на патриархалните размислувања и маскулинистичките пракси на камшикување на другиот. Меѓутоа, доколку сме свесни и си ги освестуваме тие мигови и работиме на себе, нема тоа да биде така и ќе целиме кон едно прогресивно општество, солидарно. Да. Добро, доколку дојде до промена, велам доколку дојде до промена на власта, со резерва го велам тоа. Кои ќе бидат идните чекори на Хелсиншки комитет? Предпоставувам дека како и во изминатиот период што имавте дебати за сите крупни, значајни прашања, ќе имате и сега токму за човековите. Апсолутно. Што ќе биде ставено во вашата? Прво ќе биде приоритет да се зајакнат независните механизми и да станат навистина независни. Тука зборувам сега и за народниот преобранител, но до аспект на тоа дека треба да му се дадат ресурси за да може да извршува својата функција, Комисијата за заштита од дискриминација, чии што членови се партиски луѓе, не можат, непристрасно и објективно да ја извршуваат својата работа. Тоа е нешто што беше забележано и во извештајот на Прибе. Реформските приоритети, освен што се осврнуваат на тој дел и во голем дел зборуваат и за дискриминацијата. Значи, очекувам и законот за дискриминација да биде изменет, кој што слушам веќе направена некоја драфт верзија, ние бевме и во работната група, секако тоа се однесува на внесување на сексуалната ориентација како еден од основите за дискриминација. Значи, се вкупното со кое што ние ќе треба да се соочиме и да го надминеме понатаму е дискриминацијата во секоја смисла на зборот. Бидејќи жените беа дискриминирани со сите оние закони рестриктивни кои што се донесоа, еден од нив е законот за абортус, значи и на тоа ќе работиме. Понатаму жените како работнички. Значи државата, Република Македонија се декларира како социјална држава. Жените мораат, особено жените мајки,
жените родилки, кои што се во работен однос мораат да имаат еден статус кој што ќе им овозможи целиот тој период да го поминат квалитетно, да имаат придонеси, да им бидат платени, не да бидат отпуштани од работа заради тоа што се бремени, а тоа многу често се случува. Или самохрани мајки. Да. Или самохрани мајки. Да. Да заживеат институциите. Највеќе тука зборувам сега за трудовиот инспекторат, кој што едноставно е, како да ви кажам, соучесник во злосторството што им се причинува на општите работници. Да. Тие си се договараат со работодавците, доаѓаат да си земат, да си купат гардероба од текстилните погони и си заминуваат. Ниту една текстилна работничка не ми кажала дека имала прилика на некој трудов инспектор да му каже што на нив им се случува. Како влегуваат во 6 сатна работа, во 3 ги тераат да ја чукнат картичката и потоа они пак се враќаат на работа. Значи се да биде, нели, као според закон, а всушност е најстрашна експлоатација што им се причинува. Добро. Вашите планови, доколку дојде до промена на власта, претпоставам дека би иницирале средба и би седнале да разговарате токму за оваа ранлива категорија самохрани мајки. Да. Нашите планови, ако говорам од име на председателка на нашето здружение Една можам да кажам дека нашите планови за воиднина и за сега секогаш ќе бидат да правиме притисок на која и да е партија, на која и да е власт, да си извршува својата должност. Ние, како некој кој е во секојдневен контакт со самите членки, со самите луѓе, ја знаеме состојбата на терен, знаеме како е, знаеме кои се најголемите проблеми, знаеме кое е тоа што фали и имаме стручност и експертиза, заедно со било која партија, да ги менуваме општествените состојби. Така да очекуваме не само да не примаат кога ќе побараме ние, туку очекуваме и да бидеме прашани исто така. Добро. Добро, јас ви благодарам што бевте гости. Благодариме. Благодариме и ние.